Значи, иако имаше најави од од македонската диаспора, всушност, за американски инвестиции, практично тие би биле македонски инвестиции, ако е тоа македонска диаспора, ништо од тоа нема прецизирано. До каде се ветувањата? Прво ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Мораме да напоменеме дека процесот на инвестиција и не е така едноставен. Сите овие години, сите овие динамични пристапувања кон самата диаспора не доведуваат во овакви процеси, но сепак мислам дека луѓето кои што живеат на страна заслужуваат да имаат еден универзален пристап, една стратегија по која што они ќе се водат и ќе ги знаат конкретните цели и стратегии на самата влада на Македонија, за да они знаат во кои делови можат да придонесат и како да пристапат кон македонските пазари. Иако има многу погодности за инвестиција од страна на македонската диаспора во целост кон Македонија, сепак она информација или комуникација со матичната држава до ден денеска фали и тоа го согледуваме со самите инвестиции или оние работи кои што моментално се случуваат на територијата или на самиот терен. Реториката е многу убава, добро звучи дека луѓето ќе инвестираат, ќе има инвестиции, но сепак не гледаме никакви резултати, а тоа веруваме дека е поради тоа што немаме детална стратегија или објаснување на како тоа може да се направи во Македонија. Па затоа секогаш викаме дека е она унифицирано тело кое што ќе биде на некој начин на англиски дефинирано како one stop shop за луѓето да се информираат и за инвестиции и за купување на, да кажам, недвижности во Македонија, враќање, пензионирање во Македонија или да кажам времено преселување во Македонија како модерни номади и така натаму, не доаѓаат до степен да немаме доверба кај самата диаспора, да секогаш се гледа со некоја резервна реторика и тие проекти планирани или убави иницијативи да не се реализираат. Добро, тоа значи дека вам ви треба практично стратегија која ќе ви ја понуди македонската влада, новата влада. Стратегија веќе постоеше, беше изгласана со минатата влада во 2019 година, која траеше 2019-2023 како временски интервал, но лани, односно многу брзо од кога владата стапи на чело, имавме информации дека таа национална стратегија ќе се обнови и ќе се продолжи до 2029 година. Од минатата национална стратегија која беше проследена и со акциски план, не видовме имплементација на ниту еден проект, иако таа стратегија, да кажеме, перфектно дефинирана, работена од страна на UMD, Канцеларијата за емиграција при Обединетите нации, Министерството за надворешни работи и сите министерства, би рекол, дали се здравство, пензиски, труд и социјала и така натаму, култура, значи сите министерства се засегнати и се споменати во таа стратегија и да кажеме тоа беше единствениот пристап на како таа иселеништво, македонско иселеништво или диаспора би станале на некој начин институционализирани во Македонија, а со тоа ќе можат подиректно да придонесуваат кон државата. Значи, вам ви недостасуваат практично проекти, не гледате проекти кои се имплементирани иако нешто е договорено, како што ве разбрав. Не, проектите се една страна, тоа што недостасува е унифицирано тело или институција која што ќе се залага за интересите или потребите на луѓето во странство. Ние во Македонија немаме моментално Министерство за диаспора, некогаш имавме, кога им одговара или кога им е потребно го имаме, многу пати го немаме. Имаме Агенција за иселеништво која што се залага само за луѓе кои се родени во Македонија и се одселиле од Македонија, а не и за тие кои што се родиле во друга држава, а се македонци или македонски државјани по, да кажам, право на државјанство поради нивните родители или, да кажам, предци. И со тоа доаѓаме до забуна кога е и, да кажам, наједноставните работи, односно промена на документација за патување, пасоши, не знам, државјанства и така натаму, или одржување на самите имоти кои што диаспората веќе ги има во Македонија. Значи треба унифицирана институција, тело кое што човекот ќе дојде ќе се информира за сите потребни работи кои што ги засегаат иселениците. Не разбирам зошто ви треба специјална институција, имаме доволно министерства, доволно агенции и така натаму, да не набројувам.
тие би можеле практично да договараат инвестиции. Добро, така тоа се слагам дека има доволно институции и тела и така натаму, но кога е во прашање односите со диаспората, за тоа диаспората што може да придонесе, секој од тие тела нема одредено човек за диаспора. И сега кога викаме тие луѓе може да работат во самите министерства, да бидат одредени за диаспора, но многу е подобро да тие луѓе или дојдат од тие министерства и бидат на едно место за да креираат политики за диаспората, заради тоа што човекот кој од Америка не знае во кое министерство се сите, да кажам, алатки кои што него му требаат. А вака ќе има некој што ќе го прати на местото каде што треба да оди. Дали ова им го кажавте на македонските власти? Ова е, мислам, реторика која што оди веќе 15 на 20 години. Добро, на новата влада, дали им го соопштивте ова, дека е потребна некаква, можеби не институција, но барем еден човек кој би ги координирал сите активности? Да, новата влада беше информирана и пред да стапи на власт за потребите на диаспората, дури добивме и ветување околу тоа. Морам да кажам дека, да напоменам дека новата влада е многу поактивна во комуникација со иселениците, на генерално ниво зборувам, но дека некакви проекти се исполнуваат или се иницираат, се уште не можеме да видиме, но оставаме времето да покаже. Минатата влада, еве како што кажав, имаше изгласано стратегија за диаспора, која што е добар чекор. 2 години имаше и Министерство за диаспора без ресор, министер без ресор за диаспора, но многу брзо, нели, од кога беше тие предвремени избори, потоа се укина и тоа министерство кое што беше дел од владата, да кажам. Да, се најавуваа инвестиции од страна на владата, од диаспората. Може да ни кажете за какви инвестиции станува збор? Па како што можете да видите, премиерот моментално е во Вашингтон, релациите со, да кажам, Америка се добри, но немаме подетални информации на каков тип на инвестиции се договарани или каков тип инвестиции би влегувале. Тоа дефинитивно, како што гледаме по луѓето со кои што се сретнуваат, се некој вид на IT индустрија и енергетски сектор, заради тоа што знаеме дека фокусот на Америка е во тие две сфери, но релациите со Канада, со Австралија, диаспората таму, Европа, диаспората во Европа, немаме никакви информации на каков вид на инвестиции би можело да се остварат. Сепак, не би сакал да шпекулирам ништо кога немаме реално информации за сите оние предвидени или посакани инвестиции. Како е можно да немате никакви информации за инвестиции, а владата од друга страна најавуваше инвестиции од страна на диаспората? Видете, најавени беа и многу други различни проекти, кога не е во, да кажам, во тема диаспората, но сепак тие не значи дека се реални или, да кажам, ќе се случат во многу брз временски период. Сепак, зборуваме за некој да се интересира толку многу за Македонија и да инвестира во Македонија, при тоа знаејќи дека можеби маркетот е многу ограничен. Така да затоа реков, потребни се конкретни чекори, конкретна стратегија и услови кои ќе им се дадат на луѓето за инвестиција, заради тоа што зборуваме за бизнис, а не емоции. Така да ние мораме да ја гледаме таа страна како дали една држава ќе биде профитабилна за тој инвеститор или нема да биде. Конкретни проекти и инвестиции досега до нас нема стигнато. Добро, велите зборуваме за бизнис, а не за емотии. Многу пати оваа власт говори дека треба да се биде патриот и да се инвестира во Македонија. Тоа во превод може да се свати дека не сте доволно патриоти. Да, добро, ако јас инвестирам, значи, во Германија, јас сум патриот спрема Германија. Мислам дека нема едното со бизнис и патриотство малку е поразлично.
ние патриотството го гледаме повеќе од кога економската страна е колку можеме интелектуалци да ги донесеме да креираат на некој начин стратегии, политики, пристапи за тоа кај треба да оди Македонија и доколку видат нели бизнис интереси да отворат и своји компании во Македонија. Но тоа не значи дека ако мојата индустрија е профитабилна или е успешна на Флорида, дека ќе биде успешна и во Македонија и со тоа да го рискирам мојот капитал. Така да патриотството и економијата мислам дека се две различни работи кога е во прашање дали ќе биде успешен бизнисот или не. Патриотството, помагање кон државата, тоа е да. Тоа не значи дека јас треба да отворам компанија тука за да бидам патриот, но можам да инвестирам во подобрување на здравство, едукација, култура, традиција, музика и така натаму, со која што верувам дека македонската држава ќе биде подобра, младите ќе имаат повеќе шанси, стипендии на младите. Тоа се некои програми кои што ние ги работиме и на тој начин го зацврстуваме така наречениот патриотизам. Добро, тоа значи да објасните што значи велите да се инвестира во подобрување на здравство, образование, култура, колку диаспората има вложено, инвестирано во здравство. Еве, ќе ви кажам во здравство, на пример, сега не сакам да зборувам за генерално диаспората, ќе зборувам само за нас како организација. Секоја година носиме медицинска опрема од околу $500,000 во различни болници. Овој пат ќе оди во Кавадарци и треба да биде завршена некаде до Великден. Така да очекувајте дека тоа ќе се случи. Даваме стипендии на студенти кои што студираат во странство, не мора да се родени на страна и да бидат македонска диаспора, него и македонци кои што од тука се одлучиле да живеат и студираат во странство, им даваме познатата Битов стипендија. Имаме програма наречена Birthright Macedоnia или Родом од Македонија, каде ги носиме деца, македонците кои што се студенти, доаѓаат на 3-неделна програма и наоѓаме овдека пракса за да ја разберат работната култура на македонските приватни компании или институции, зависно што студираат. Сега правиме нов камп за дечиња, кој што ќе биде православен камп за дечиња, да малце ги учиме на морал, на морален живот, на, да кажам, по примитивен начин на живот, каде што ги спојуваме со тука дечиња од Македонија да се препознаваат, да учат јазик и така натаму. Обновуваме цркви и манастири, инвестираме во археолошки локалитети и го направивме првиот форум за човекови права во Солун, каде зборуваме за малцински права. На едно место се собрани македонци, турци, власи и така натаму, зборуваат за нивните, да кажам, ситуации. Тоа за нас е на некој начин креирање на патриотизмот, односно зацврстување на моторот на државата, тоа се младите. Ако ги споредувате оние стотици милиони, над милиарда практично низ деценијиве има дадено USAID и Америка, State Departmentот, може да се спореди таа помош од $500,000 за кои говорите? Финансиски не може да се спореди, ради тоа што нивните капацитети и буџети се преголеми. Додека постоеше USAID, имаше една иницијатива заради тоа што има еден проект во Босна кој што се викаше Invest Diaspora Invest, поддржан од USAID и беше многу профитабилен за Босна како држава. Тоа беше наменет проект за диаспората, се правеа индустријски зони за нив и така натаму. Говориме за Македонија. За Македонија за се фиксираме. USAID не беше мисија во Македонија, беше мала канцеларија, тие буџети не беа во... Ovo за State Departmentот, се извинувам што ве прекинувам, Јорданов. И State Departmentот вложуваше практично целата државата, Соединетите американски држави. Беа тие кои инвестираа, не само финансиски, во секој можен аспект финансира во Македонија. И сега заради тоа и моето прашање, се разбира, не може да се спореди, но и со тоа практично всадија барем малку, заради тоа што гледаме дека цивилизацијски вредности во Македонија не може толку лесно да се всадат, но барем малку се всадија демократски цивилизацијски вредности. Сметате ли дека е штета што ваков вид на помош сега е завршен практично, ставен му е крај со потписот на Трамп? Јас кажувам дека мојата гледна точка е дека кога вредностите на добар живот се покорени,
демократските вредности не доаѓаат на ефект или на виделина. Затоа сметам дека секогаш вредностите на добриот живот ќе ги покорат демократските вредности. Мислам дека институции како USAID, State Department и така натаму инвестираа огромни средства во демократизација на државата и креирање на демократски вредности, а не толку многу во, да кажам, вредности на добар живот. Кога НАТО хеликоптерот леташе над Скопје и ние го славевме членството во НАТО и така натаму, пола од граѓаните на Македонија беа на српската граница да чекаат вакцини за ковид. Така да не може најголемиот партнер наш да не може да ни ги обезбеди вредностите кои што во тој момент за македонецот биле битни, а тоа е да има ковид вакцина. И заради тие такви некои работи, кај што ние се фокусираме на демократија, идеологии и така натаму, ги заборавивме основните потреби на граѓаните на оваа територија или оваа држава. Вие заборавивте дека во време на ковид кризата немаше доволно вакцини во целиот свет. Особено Америка беше таа која и треба и останатите држави. Знаете каква криза беше тоа, ужасна криза. Просечен македонски граѓани сигурно тоа просечен македонски граѓани не го интересира влијано. Го интересира да он добие вакцина. А на кој начин ќе ја добие Македонија вакцината, тоа мене како граѓани не ме засега. Моје, тој што го гласам и мојот партнер да ми обезбедат нормален начин на живот. Никој мене не ме прашува како го памам. Тоа е зашто ако бевте толку загрижени, диаспората не вложи во вакцини, не испорача вакцини. Ако како вистински патриоти, зашто вие не испорачавте вакцини? Си дека финансии беа во прашање? Не ве прашувам. Зошто? Јас мислам дека не знам луѓе што биле контактирани, што работеле во фармацевтски компании, дека биле контактирани за помош на спроведување на овакви работи. Зошто Србија и Албанија веќе имаат конкретни договори околу инвестирање со американската администрација, Македонија имаше само некои разговори, ништо конкретно. Дали сметате дека причината, кажавте и предходно, дали е тоа причината и околу американската администрација? Мислам дека тие работи беа потврдени уште Трамп пред да стане председател на САД. Нивните групации беа заинтересирани за инвестиции и во Србија и во Албанија, за жал не и во Македонија, но таа екипа, да кажеме, дојде и ја посети Македонија и тоа беше добро, да кажеме, за македонската држава и македонската влада да на некој начин има комуникација уште тогаш со америчката администрација. Мислам дека координацијата и понудените проекти сепак треба да бидат добро разработени во Македонија. Изгледа во изминатите години и не сме имале толку многу што да понудиме, но сепак ќе кажам, добрата комуникација и на Србија и на Албанија со својата диаспора, поготово бизнис диаспора, ја дава можноста да тие резултати бидат многу побрзо воочливи. За жал, на македонската влада во изминатите години немаше некоја комуникација добра, да кажам, со македонската бизнис диаспора, ниту па имаше некаква стратегија за пристапот кон самите администрации и во Америка и во Европската Унија, па да кажем и во Канада и во Австралија. Можевме да видиме дека 15 години никој не е отишол во Австралија, да кажеме, многу ретко во Канада. Знам дека ние правевме некои релации со Канада, помагавме да се отиде таму, но тие посети не се остварија. Така да ќе биде тешко се до оној момент каде што македонската влада ќе има конкретни чекори за тоа што се незините приоритети, каква стратегија сака да има Македонија, за да знаат луѓето што живеат на страна како да пристапат кон владите во кои тие се гласачи. Јас секогаш кажувам дека луѓето кои што живеат на страна во други држави можат многу полесно да креираат однесување на тие држави спрема Македонија, отколку било кој македонски политичар да отиде и да бара пријателства, ради тоа што тие се граѓани на тие држави и на крајот се гласачи на истите тие водачи на држави. Добро, помина веќе 7 месеци од владењето на ВМРО ДПМН
И сега тие беа 7 години во опозиција. Досега можеа да направат некаква стратегија, можеше да се отвори некаква институција или барем што велите еден човек барем да има именувано. Така. Така се слагам потполно. Не знам што се чека, комуникацијата пак ќе кажам е многу добра. Отворени се сите врати за комуникација, за предлагање на проекти. Еве сега работиме на еден проект кој што ќе биде за музеј за диаспората или меморијален центар и така натаму. Но нема конкретно проекти кои што ние би можеле да ги превземеме или на некој начин да ги споеме. Мислам дека мора да се создаде едно такво тело кое што ќе прави релации и за бизнис, и за општествени проекти, и за градење на тој патриотизам во која и да е форма. Да. Еве, на пример, Албанија има да понуди море. Србија е моćна голема држава и гледаме дека се инвестира прилично. Велите Македонија, навистина е тешко да се кажеш зошто би инвестирале, во што би инвестирале потенцијалните бизнис компании. Така е. Многу е тешко, но не е невозможно. Македонија има преубави природни површини. Македонија и фали дефинитивно приказни кои ќе привлече туристи и дефинитивно Македонија не е во можност да инвестира во тешки метали, руди и така натаму, но треба да се соочиме со фактите што ги имаме и да почнеме да инвестираме во оние сектори. За нас како луѓе кои што живеат во развиени држави, односно за моите членови, јас сум сепак македонец и живеам во Македонија, е многу чудно како, например, во Среде Охрид немаме ниту еден ланец на хотели. Има луѓе кои што престојуваат само во одредени ланци на хотели. И е чудно за тоа во Охрид да го нема. Но има такви милион теми и тематики кои што можеме да ги разговараме, кои што диаспората е спремна да ги донесе во државата, било од интелектуален капацитет или финансиски капацитет, но мора да има доверба кај самата влада и креаторите на политиките, преди тоа што луѓето се прелажани многу пати, довербата е на најниско ниво и нема, да кажам, тукава енергичност за луѓето да повторно се детално посветени на инвестиции во Македонија. Значи, враќање на довербата ќе биде огромен чекор што ќе треба да се направи за луѓето повторно да почнат да прават капитални инвестиции во Македонија. Само да напоменам, клиничкиот центар во Скопје, например, е направен стрикно од финансии од диаспората, од луѓе од Австралија. Институтот по македонски јазик во Скопје, од почеток до крај е завршен со финансии од диаспората. Така да тие таков тип на капитални проекти мораат да се реобноват, да би ние кажеме, тогаш бајда ќе бидеме задоволни и кажеме дека постојат патриоти и надвор од Македонија, и тие луѓе се грижат за самата држава. Сепак, јас не би сакал тие луѓе да се мешаат во внатрешните работи на Македонија и да креираат политики внатре во Македонија, но би сакал да останат како советодавно тело и да отвараат врати и да креираат пријателства надвор од Македонија. Да, она што е проблем не е само за македонската диаспора. Говориме за инвеститори, било кој инвеститор од било која земја. Проблем најголем е корупцијата. Дали и со тоа сте соочени практично, кога велите сакаме да видиме промени во оваа држава? Многу пати сме се соочиле и многу пати пробуваме да помагнеме на луѓе кои се соочиле со такви процеси. Тоа мислам дека еднаш за секогаш мора да заврши. Не можам да кажам дека нема корупција и во останатите држави или дека нема ништо во развиените држави. Таму корупцијата е на можеби на повисоко ниво, но бизнисите верувам дека се свесни за тој начин на пристап и начинот на пристап од македонската страна треба да биде на извршително ниво, односно доколку се спредни да превземат ризици, да на некој начин може инвеститорот да каже дека не сака да инвестира поради овие процеси што они ги бараат, треба да направат деливери, односно да му дадат резултати на самиот инвеститор. А тоа многу ретко се случува, да инвеститорот од точка 0 до финализирањето на инвестицијата оди се по планот како што му е кажано од страна на нашите институции. Втора работа е визите за влез во Македонија. Имаме луѓе кои што сакаат да ја посетуваат Македонија.
во 2025 година гледаме сега дека министерот за информатичко општество стварно сака, човекот е млад, сака да направи некакви промени и така натаму, но има многу работа и тешко дека за 4 години ќе се види некаков ефект. Тлеело 30 на години, сигурно ќе имаме повторно проблеми, но барем да има иницијатива и да има некаква работа. Добро, Гордан Јорданов, благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вас, Билјана, и поздрав до вашите гледачи. Благодарам.